Занаетот како занает, според мене е преубав и мислам дека никогаш рачната изработка не може да се спореди со оноа mass production. Има поголема вредност затоа што некој вложил и труд и љубов таму. За жал кај нас веќе занаетчиите полека изумираат или се истребуваат затоа што новите генерации не се заинтересирани да ги учат занаетите, но има голем удел и државата и општеството и мислам дека уште како нација треба да се развиваме во тој поглед да ако сакаме да ги одржуваме во живот, треба и да ги цениме и треба да придонесуваме. Јас сум Сандра Георгиева, креатор и собственик на детскиот бренд Мус. Тоа се чевлички за проводување кои што се направени од 100% природна кожа. Рачно ги изработувам, тоа е главниот момент во моите чевлички. По професија графички дизајнер и преку тоа се изразувам креативната потреба и тоа што го чувствувам во себе, креативно да се изразам. Во мојот дом од секогаш било ставано акцент на култура и на уметност. Тоа потекнува од татко ми, всушност он е влюбеник во уметноста. И уште како мали на сестра ми ни ги има пренесено тие пориви да се стремиме кон култура и уметност. Многу музика се слушаше кај нас дома. Татко ми по професија е физичар, но како хоби работеше графика и се уште работи. И мислам дека ми го пренесе чувството дека сакам креативно да се изразам и дека таму лежи вистинската слобода која што ја барав цел живот. Така и почна моето, да речеме, професионално занимање. Завршив графички дизајн, но кога тргнав да се вработувам, сватив дека не сакам да седам пред компјутер и не кев да бидам као стационирана на едно место. И мојот карактер е доста динамичен, така да тоа некако не ми лежеше. Па експериментирав од една работа на друга работа. Сватив дека во меѓувреме се тоа беше водено од моментот да заработам, значи финансиски да се обезбедам себе си повеќе отколку тоа да се изразам. И некако застранив во еден момент. Во 2019 година ми се роди мојата прва ќерка, тогаш се уште работев за една странска аутсорсинг фирма. И додека бев на породилно отсуство, дознав дека ме отпуштиле. На тоа место многу се вложив, така сакав некоја стабилност да почувствувам во животот. Имав и позиција као координатор на одделот, заедно со уште една колешка, ни носе луѓе на обука, значи се чувствував дека имам обврска кон фирмата да се дадам себе си. И кога дојде моментот да ми го прекинат работниот однос, бев многу повредена. Стварно така, беше неубаво. И поминав неколку месеци во размислување што сакам да продолжам, дали сакам повторно да барам работа и да имам работодавач и повторно да бидам изложена на ризикот некој да ме отпушти, така се осеќам, или сакам нешто свое да почнам. И така дојдов до идејата за Мус. Мус е бренд за детски чевлички за проводување, кои што се рачно изработени од 100% природна кожа. Кожата како материјал многу ја ценам и при тоа сум влюбеник во чевлите. И цел живот буквално ги оценувам луѓето преку чевлите, значи го читам карактерот преку тоа што носат на нозете. И би сакала да изработувам вистински чевли за одење, но финансискиот влог е многу голем. И покрај тоа што е финансискиот влог голем, ајде да речеме дека некако парите ќе ги средиме, нема школа кај нас, нема училиште, каде тоа да се изучи, нема луѓе што може тоа да ти го покажат или барем јас не сум наишла на вистинските. Кога го завршив курсот за чевларство преку Занаетчиската комора, сакав некаде да одам на пракса. Значи некој во чевларска индустрија што работи или чевлар
да ми даде барем некое знаење. Не налетав на таков. Сите ми затворија врата. Имав чувство дека се плашат, као да сака човек да им биде конкуренција, но да, можеби јас не налетав на вистинските луѓе. А во странство курсивите се премногу скапи и тоа е недостижно во моментов, барем за мене е недостижно. Кожата е материјал кој што најмногу го ценам, затоа што е природен, затоа што е одржлив, квалитетен, evergreen и сметам дека децата треба да носат квалитет на своите ноѓења, особено кога се мали и додека проодуваат, а и според сите ортопеди основата на детскиот чевел треба да биде мека кога проодуваат. Значи ова го напоменувам, јас имам новитет, во мус им ставам теногион и сега веќе се адаптирани за надворешни површини. Наидувам на проблеми, например, од типот немаме доволно репроматеријали во државава. Мора да се случи патување во странство, Турција, Грција, сеедно, Кина, евентуално, за да се набават некои материјали, но тоа исто така финансиски е оптеретување големо. А друга потешкотина која што наидуваме државата дека не обезбедува никаква поддршка барем за малите бизниси како мојот. Сега не можам да зборам во име на другите, ама за чевлари нема апсолутно никакви огласи, ниту грантови, ниту ништо. Ние не влегуваме никаде, како сива зона стоим. И би сакала да ги поттикнам и младите луѓе околу мене да веруваат дека со занаат се заработува и може човек да се изрази. Сметаат дека треба да се завршат не знам какви факултети, да добијат дипломи и етикети дека се не знам што. Главно е луѓето да се осетат и да се спознаат себе си за да можат своите капацитети да ги презентираат и стварно да не гледаат да останат во онаа рамка која што ни е наметната дали од дома или од општеството, да пробаат да се изразат себе си, ама човек мора да помине низ таа self-evaluation, како го викаат, тој процес, каде што ќе одвои едно време за себе, да се интроспективно да се прегледа, да види што сака, што може и да излезе малку надвор од таа рамката.